Одиме со утринската тема и да споменеме дека започна неделата на Црвениот крст, која традиционално се одржува од 8 до 15 мај со стартот на прославата на годишнината. Оваа година 79 години прославува Црвениот крст и Црвената полумесечина и нормално дека тоа го вметнуваме во нашата утринска тема, малку да позборуваме за работата, за одбележувањето и да потикнеме хуманоста кај граѓаните. Добро ни дојде, Александра. Добро утро за вас и за гледачите и секако благодарна за поканата. Инаку, да, 79 години во нашата држава како национално друштво, меѓутоа повеќе од 160 години од раѓањето на идејата на Црвениот крст и всушност зошто 8 мај, затоа што се врзува со роден денот на основоположникот на организацијата Анри Динан, кој што е всушност и роден на 8 мај. Еве како еден факт, првиот добитник на Нобелова награда, што е едно највисоко признание кога станува збор, еве конкретно и за хуманоста. Така што таа хумана идеја за основањето на Црвениот крст и сите тие години поминати, може би не било на почетокот како што е денес, или пак сигурно не било како што е денес, меѓутоа следејќи го локалниот контекст, следејќи ги промените, општествените случувања и така натаму и на глобално ниво и кај нас во нашата држава, Црвениот крст со право можеме да кажеме дека е една најсилна хуманитарна организација, а секако зборувајќи за бројот на волонтери, кои што во моментот брои околу 16 милиони на глобално ниво и најголемата волонтерска организација, бидејќи повторно ќе спомнам, за жал, и во мирнодопски, меѓутоа и во воени услови, потребите се зголемуваат, луѓето се раздвижуваат или пак има некакви поместувања во нивните заедници и тогаш Црвениот крст со волонтерите, со поддршка на сите материјални, технички капацитети, одговора на потребите на сите тие луѓе. Така е. Ќе се насочиме на она што е Црвениот крст кај нас. Како е денес, ајде кога споменавте денес, како е денес, може ли да се излезе во пресрет на сите предизвици, онаму каде што е потребно да се помогне? Сведоци сме на постојано акции хуманитарни и така натаму. Нешто може Црвениот крст да излезе во пресрет некаде граѓаните, но во секој случај излегувате во пресрет за многу ранливи категории и луѓе на кои што навистина им е потребна помош. Токму така, активностите се креирани во сооднос на потребите на населението, меѓутоа и со сооднос на оние потреби во однос на другите сфери на живење. Зборувајќи ево од здравствениот аспект, крводарителството, првата помош се уште оние најпрепознатливи активности на Црвениот крст, кои што тековно се реализираат или тековно се случуваат, дарувањето крв за задоволување на потребите на крв, за здравствениот систем, за болните, повредените, затоа што секогаш велиме крвта е таа што треба да го чека пациентот, никогаш обратното. Тие програми се континуирани. Првата помош, обуките за возачи, обуките за работни организации, за млади, возрастни, така натаму, исто така еден континуитет, кој што веќе не станува збор за проектно, туку едно програмско работење во организацијата. Потоа социјално-хуманитарната дејност е еден поширок аспект, ако почнавме или ако се уште е традиционално делењето или пак собирањето на храна, хигиенски пакети и дистрибуцијата, веќе ги прошируваме активностите многу пошироко. Многу потребите во заедницата наметнаа формирање на социјални сервиси, пред се за грижи за стари, за немоќни лица, лица со попреченост и тие социјални сервиси изминативе неколку години веќе добиваат и на квантитет, меѓутоа и на квалитет, бидејќи како сервисна, односно провајдер организација за организирање на тие курсеви обуки, навистина е голем интересот за лица кои што сака да ги поминат, меѓутоа зголемени се и потребите на лицата кои што сакаат да ги добиваат тие услуги. Така што мора да се следи она што е потреба во заедницата. Морам да ги споменам, исто така се актуелни и климатските промени, топлотниот бран или ладен бран, пунктот за бездомници, потоа мигрантските движења. Не можеме да ги заобиколиме затоа што бевме транзит држава, каде што повеќе од 1 милион мигранти помина, ги обслуживме, меѓутоа се уште имаме миграцијски движења во државата. Тоа се легалните мигранти кои што минуваат Црвениот крст на северната, на јужната граница и тука исто така сме многу активни, работиме и со лицата кои што се од Украина во нашата држава, кои што исто така имаат потреба од хуманитарна помош, асистенција. Младите се тука се лицата од трето доба, значи една разноликост во однос на и корисници. Ја би се задржал кај тие лица, трето доба, возрастните, изнемоштените, старите лица. Сведоци сме за жал на иселување на младите од државата, а тие остануваат не секогаш со
можност да бидат згрижени во некоја институција или со некој во нивниот дом. Мислам дека кај нив е најпотребна вашата помош. Така. Два аспекти се од работењето со стари немоќни лица. Пред се имаме стари немоќни лица кои што се во своите домови, за жал, кои што имаат потреба од континуирана нега, помош, подршка. И тука се сервисите кои што се на располагање за да се помогне на тие лица, затоа што навистина повторно ќе кажам голем е бројот на такви осамени лица или пак кои што немаат никој да им помогне и кои што Црвениот крст може би единствен кој што ќе тропне на нивната врата, ќе пружи помош, ќе испазарат, ќе купат лекови, ќе го И не само помош, лицето. доволно е малку разговор, Да, нели? едноставно и тој социјален момент Јасно. каде што всушност да се размени некој збор и едноставно да влезе некој во домот и да се даде таква поддршка. Меѓутоа, посакувам да е овој вториот сегмент што ќе го кажам, дека имаме и активни лица кои што се во своите домови, меѓутоа се активни од типот дека излегуваат и се дружат и се многу активни преку дневните центри за стари лица. Ние имаме 3 дневни центри за стари лица во Дараџан, во Звочаер, во Саре, каде што неверојатен капацитет на лицата во трето доба, бидејќи тие се сега и послободни во однос на нивното време, а имаат знаење, искуства, времето е на нивна страна. Ако ни беа корисници на почетокот, кога се отвори овие дневни центри, сега се волонтери. Значи, ние веќе имаме една голема маса волонтери, лица од трета доба, кои што се активни. Значи, тие иницираат или пак прават некакви хуманитарни активности со кои што помагаат на други корисници. Дали се тоа исто така лица во трето доба или бездомните лица или социјално загрозени лица. Значи интересен феномен како лицата во трето доба се раздвижија и како всушност помогнавме да сватат дека нивното слободно време е нивно и може да се го искористат на многу убав начин кој што е во кој што е во склад со хуманоста, со добрината, со дарувањето и така натаму, затоа што верувајте ми има многу образовани, паметни луѓе кои што ги дадоа капацитетите за поддршка на другите. Дел од нив се чиконки инструктори или пак часови по англиски јазик, часови по танцување, уметност и така натаму. Еден неверојатен склоп на повозрастни, помлади лица, волонтери, кои што навистина разноликоста на организацијата уште дополнително ја збогатува. Драго ми е што вака општо фативме, за да може нели да иницираме, инспирираме дел од нашите гледачи и возрастните, но и младите, дека има сегменти каде што може да се вклучат. Кај младиве кога сме, нели возрастниве, рековме, тренд има на се повеќе кои што се вклучуваат во оној волонтерски дел. Младите докаде сме со нив во она волонтерска работа? Така, статистички гледано во нашата држава младите се токму најголема група на волонтери. Почнувајќи од 14-18 години кога го поминуваат овој ПХВ циклус, односно веќе моментално работеат на терен, активни во заедницата, прибираат мали иницијативи за помош и поддршка, сами се трудат, мобилизираат пријатели, локална самоуправа и така натаму. Значи се ставаат во акција, тие самите се соочуваат со проблем. Понатаму дел од нив токму преку оваа програма или пак на друг начин влегуваат во клубовите на млади. Клубот на млади е една организирана форма каде што волонтерите го поминуваат своето слободно време, имаат простор да се тие самите креативни и да помогнат во спроведување на активностите на Црвениот крст од типот на нели крводарителски собрани акции по старите лица и така натаму. Но и може да ви помогнат генерално во следење на трендот, онаму каде што е ново и треба да се и ги охрабруваме, значи да ги следат потребите во заедницата. Може би имаат некој другаче од клас, од оделение, од училиштето каде што помогнат, зашто има многу такви случаи во последниве неколку години. Имаме во соседството лица со посебни потреби, лица кои што не може да се движат, не може да извршат некои функции, потребна е мала помош, поддршка каде што токму младите може да се активираат и да направат нешто хумано, нешто добро, па и да соберат финансиски средства. Сме имали случаи кај што зборуваме за сериозни финансиски средства кои што потоа се вложувале, односно се враќале повторно во заедницата и помош на оние на кои што им е потребно. Значи да, младите се една исклучително значајна сила на Црвениот крст. Да. Кажи ми сега за одбележувањето на неделата или поводот нели за гостувањето, ни за настани, дел од нив ќе споменеме.
убаво е нели да потенцираме, а и покана до сите наши гледачи граѓани доколку се во можност нели и да ги проследат и да се Така. вклучат, зашто да не. Така. Неделата ја започнавме со неколку дисеминацијски предавања. Тоа дисеминација би значила ширење на знаењата за Црвениот крст за различни целни групи, за повозрастни, помлади, ученици и така натаму, бидејќи нашата мисија исто така и да го шириме знаењето за Црвениот крст. Често пати велам не да се пофалиме што правиме, туку само да кажеме што е тоа што го правиме, за да можат граѓаните да пристапат и да ги побараат нашите сервиси, услуги или пак едноставно да се вклучат како волонтери во организацијата. Она што го споменавме и нели корисно затоа што денеска нели зборуваме за се она што можат и каде можат да се придружат Да го дадат својот и да го принос. дадат својот. Исто така подготвуваме веќе еден централен настан кој што ќе биде на 21 овој месец, ќе биде во хотелот Мериот, Оскари на хуманоста, каде што всушност доделуваме признанија Оскари на фирми и компании кои што се најзаслужни за реализација на активности на Црвениот крст во смисол на поддршката што сме ја добили или пак опсегот на активности и целни групи кои што сме ги опфатиле со нивната помош и поддршка. Мислам, се редуваме на оваа убава манифестација втора година поред. Традиционално. Пред малку ги споменавме и првата помош над преварите по прва помош, еве се поклопија во неделата на Црвениот крст, во сабота во Радовиш и во недела во Скопје пред Eastgate Mall. Тоа е еден голем, односно два големи регионални надпревари кои што всушност се поврзани токму со младите. Првата помош тие ја практицираат од најмали уште во основните, во средните училишта. Градскиот надпревар ќе биде во јуни, ова е државен надпревар за повозрастни, за средношколци. И всушност првата помош кај младите навистина секогаш предизвикувала голем интерес преку тоа подготвување на екипи, надпреварувачки карактер, меѓутоа и практицирање на тие вештини. Голем дел од тие млади луѓе понатаму остануваат во Црвениот крст како волонтери. Дел од нив можеби и професионално ќе го продолжат патот, меѓутоа и надпреварите по прва помош се навистина многу интересни за младите, многу атрактивни и едноставно добиваат и знаење и вештини, меѓутоа некој дружење и поблиско запознавање со Црвениот крст и активностите. Верувам дека ќе помине успешно и оваа година. Нели достојно се прославува 79 годишнината на Црвениот крст и Црвената полумесечина и верувам дека ќе успеете да излезете во пресрет на сите оние предизвици кои што времето ги нуди. Ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успешни години нанапред работа и тука сме, се разбира, како утринска и како телма за се оно што треба да им го доближиме на нашите гледачи. Благодарам за поканата. Уште еднаш нека биде ова последно сега мој обраќање честитка до сите волонтери, до сите практиканти, сите стручни соработници, вработени лица, лица кои што били ангажирани или се ангажирани во Црвениот крст за денот, за неделата на Црвениот крст. Навистина сите ние заедно ја правиме таа целина и мислам дека секој од нас во таа целина ќе го даде својот принос за доброто на заедницата. Така е. А вие размислете, ако можете да се вклучите во некој од овие активности, волонтерски, зошто да не, така ли?